Ова видео сакам да го прикажам начинот како може да ја снимите вашата презентација со глас и потоа како видео да го испратите онлайн или да го постирате на веб страни или вашите профили. Накратко ќе ви представам како се снима слайдот, како се снима зборувањето и како се зачува како видео. Почнувате во делот на слайд-шоу со снимање и во тој момент се покажува вашата слайд презентација и снимањето тече. Горниот лев агол покажува време на зборување на слайдот и второто покажува време купно зборување на сите слайдови. Штом завршите со зборувањето, го притискате и го завршувате снимањето. Доколку сакате да одите на друг слайд, притискате ова копче или може да го исклучите и да се префрлите на другиот слайд и да продолжите со снимање. После снимањето може да изберете дали ви се допаѓа тоа што сте го снимали или не и да правите корекции. Како тоа би изгледало? Пример. Ова е PowerPoint презентација за тоа како се снима слайд-шоу, како се зборува и како се заштитува зборувањето и како се зачува како видео. Понатаму ќе ви покажам и како практично може да го користите. Завршуваме. И сега имаме можност да го слушнеме тоа што било зборувано. Ова е PowerPoint презентација за тоа како се снима слайд-шоу, како се зборува и како се заштитува зборувањето и како се зачува како видео. Штом ќе завршите презентацијата со сите зборување, ја прегледувате и доколку сте задоволни, ја заштитувате. Доколку нешто не ви се допаѓа, тогаш одите на истото копче и барате Clear, каде што го бришете само на тој дел и на овој начин можете повторно да стартувате со зборувањето. Откога ќе завршите се и сте задоволни со целата презентација, преминувате кон снимање како видеозапис. При тоа треба да изберете или MP формат или видео медија формат. Она што сакам да го потенцирам, дека треба да почекате се додека овде не го заврши целото снимање, бидејќи е потребно малку повеќе време. Штом се заврши со снимањето, вие можете тоа да го гледате како целосен видео запис. Се надам дека ќе ја користите оваа алатка, доколку се префрлите на онлайн продажба и сакате да комуницирате со вашите клиенти, за да презентирате производи, инструкции за соработката или пак за организирање на онлайн обука со вашите вработени и вашите клиенти. Ви благодарам.